Попладневно информативно издание на 1 ТВ. Добар ден. Во Грција денеска се одржуваат предвремените парламентарни избори. Премиерот Алексис Ципрас ги распиша изборите 3 месеци порано од предвиденото, бидејќи неговата левичарска партија Сириза на мајските избори за Европскиот парламент претрпи пораз од конзервативната Нова демократија на Киријакос Мицотакис, а судејќи по анкетите досегашната опозиција е фаворит во трката на предвремените избори. Вонредните избори се случуваат во момент кога Грција настојува да се извлече од децениската финансиска криза. 1 ТВ со својата екипа денеска ќе ги проследи изборите кај нашиот јужен сосед. Колешката Лепа Џундева ќе ни ги донесе навремено сите информации за збиднувањата во Грција за време на денешните избори, а сето тоа со слика ќе ни го пренесе колегата Драган Котовски. На линк ја имаме Лепа, повели со информациите од Атина како тече гласањето на првиот на овој изборен ден за избор на нов владен состав. Александар, ние се наоѓаме во населбата Кипсели, тоа е населбата каде што гласаше грчкиот премиер Алексис Ципрас утрово во 10 часот. Со задоцнување од некои 15 на минути тој пристигна во училиштето, основното училиште каде што дојде да гласа, беше пречекан од голем број на граѓани кои што извикуваа Ципрас и победа. Тој го оствари своето право на глас, а потоа излезе пред медиумите и испрати пораки. Меѓутоа не сакаше да одговара на прашања. Тој кажа дека денеска е ден на демократијата и дека денеска граѓаните ќе одлучат по кој пат државата ќе биде во наредните 4 години. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Ципрас. Σήμερα είναι μέρα δημοκρατίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποφασίζουν για την πορεία της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Αποφασίζουν για τη ζωή τους. Οι κάλπες το πρωί ως γνωστόν άνοιξαν και ήταν άδειες. Συνεπώς η απόφαση του καθενός και της καθεμιάς πάνω στην κάλπη είναι αυτή η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους πολίτες, να τους καλέσω να προσέλθουν στην κάλπη, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι είναι σήμερα η θερμοκρασία υψηλή, εν τούτης αξίζει τον κόπο για 20 λεπτά να είναι όλοι παρόντες και παρούσες στην κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του τόπου μας. Ιδιαίτερα όμως θέλω να απευθυνθώ στις νέες και στους νέους, σε αυτούς που διαχρονικά στον τόπο μας κάνουν την ανατροπή, τη μεγάλη αλλαγή, μπορούν αυτοί να κάνουν τις μεγάλες ανατροπές και τις μεγάλες αλλαγές, να μην αφήσουν την κρίσιμη απόφαση για τη ζωή τους και το μέλλον τους σε άλλους. Να είναι αυτοί που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη μάχη, τη δίνουμε με αισιοδοξία, τη δίνουμε με αποφασιστικότητα ως το τελευταίο λεπτό, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι κόποι του λαού μας, για να μην ανακοπεί η πορεία της χώρας μας προς τα μπρος. Να είστε καλά. Токму така, меѓутоа Ципрас денеска не одговари на прашањето дали преспанскиот договор можеби ќе му донесе пораз на овие избори. Затоа пак опозиционерот Мицотакис денеска испрати пораки од населбата Перистери, која отприлика се наоѓа на некои 20 на минути од центарот на Атина. Мицотакис кажа дека стои пред народната пресуда и дека денеска треба да се прослави демократијата. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Οι εκλογές είναι η μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας και στεύομαι με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή τιμιγορία. Σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες παίρνουν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους και είμαι σίγουρος ότι αύριο ξημερώνει για την πατρίδα μας μια καλύτερη μέρα. Καλή ψήφο σε όλες και σε όλους. Токму така. Инаку гласачките кутии се утрово отворени од 7 часот, а ќе бидат затворени во 19 часот. Околу 10 милиони гласачи денес имаат право да го изразат својот глас и да порачаат, поточно да кажат
кој сака да биде наредниот победник по изборите. Александар, ние остануваме, се разбира, на терен, ќе имаме голем дел на изјави на луѓе со кои што ќе прозборуваме во текот на денот. Исто така, оно што би сакала да го кажем и да го порачаме дека денешниот ден е прилично мирен. Голем дел од грчките граѓани всушност и се одлучија, поточно кажаа дека можеби денеска денот ќе го поминат на плажа. Тоа беа поголемиот дел од младите граѓани на Грција. Имаше голема незаинтересираност вчера кај нив. Останатите пак порачаа дека се незадоволни од сите досегашни влади. Не зборувам само за владата на Сириза, меѓутоа и сите претходни влади. Се разбира, ние остануваме на терен како што кажав, и со повеќе информации ќе се јавуваме во секое наредно издание на вестите. Повели, доколку имаш прашања. Лепа ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите, како што најавите и самата. Повеќе информации очекуваме веќе во вестите во 16 часот. Екипата на 1ТВ ги следи предвремените парламентарни избори во Грција и прва ќе ве известува и за се што ќе се случува во грчката престолнина денеска. Најавуваме и вклучување во живо во сите информативни изданија, а вечер и од официјалниот прес-центар Запион, каде ќе се објават резултатите. Останете со нас за да ги проследите и ексклузивните интервјуа и информации од Атина. Франција е на ваша страна на патот кон Европската Унија. Не знаеме колку ќе трае тој пат, кој воопшто не е едноставен, но сме определени да помогнеме. Само треба да утврдиме кој е билансот од реформските агенти. Но францускиот став се уште не е донесен за таа тема, вели амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Alors la France n'est pas un obstacle, il faut distinguer un certain nombre de choses. Il y avait un obstacle qui était le veto grec en raison du non à l'ouverture de négociations éventuelles et le veto à l'entrée dans l'OTAN. La question de l'OTAN a été levée parce que les conditions étaient remplies. D'abord parce que le nom a été changé et aussi parce que les conditions objectives de l'armée de Macédoine du Nord faisaient qu'elle pouvait être un partenaire à plein droit. Et donc le processus est en cours et c'est un fruit de l'accord de Prespa. La deuxième question, elle a été posée en juin dernier, c'est bien sûr l'agenda, un agenda qui a été décliné sous la forme du 369 sur l'agenda 18. D'une certaine façon, ce que l'on attend, c'est le bilan de cet agenda. Nous étions prêts en juin à en discuter. Il y avait ce problème technique au Bundestag et nous devons respecter les systèmes parlementaire, en particulier le système parlementaire allemand qui est très particulier. Et donc nous allons ouvrir la discussion avec nos partenaires, avec les autres États membres en octobre, comme les conclusions du Conseil de juin nous y conduisent. Et donc ce sera l'ouverture de ces discussions sur le rapport de la Commission qui aura lieu à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire la conclusion parce que ce sera une discussion entre tous les États membres. Il y a aussi la question de l'Albanie, il y a la question de la Macédoine du Nord. Ce sera certainement une discussion qui permettra aussi de prendre en compte des évolutions récentes dans les différents pays, évolutions parfois préoccupantes, évolutions parfois positives. Et après, ce sera aux États membres de discuter si le moment est venu de l'ouverture des négociations.
Председателот на Комисијата за надворешна политика на Конгресот на Соединетите Американски држави, конгресменот Елиот Енгел, во рамки на работната посета на Република Северна Македонија, која е дел од неговата турнеја по земјите од регионот, денеска ќе има средба со председателот на Собранието Талата Џафери. Енгел заедно со конгресменот Мајкл Мекал, кој е член на Комисијата за надворешна политика на Конгресот на Соединетите Американски држави, со која тој председава на 6 февруари годинава, упатија писмо до администрацијата на председателот Доналд Трамп со барање да го поддржи членството на Северна Македонија во НАТО. Во писмото адресирано до државниот секретар Мајк Помпео, двајцата конгресмени нагласуваат дека членството на нашата држава во НАТО ќе помогне да се обезбеди стабилноста и мирот на Балканот. Енгел вчера попладнето имаше средба со премиерот Зоран Заев, на која беше оценето дека Република Северна Македонија се движи по вистинската патека и дека е добар пример во регионот како се решаваат билатерални прашања низ храбри политики на искрен диалог. Новата американска амбасадорка во Скопје, Кейт Брнс, во видео обраќање пред преземањето на должноста, порачува дека е почестена што ќе ги представува Соединетите Американски држави и оти ќе работи на зацврстување на врските меѓу двете земји и интеграција на Северна Македонија во НАТО. Почестена сум што ја имам можноста да ја зацврстам врската помеѓу нашите две земји. Северна Македонија сега е на својот одбран пат кон НАТО и Европската унија. Тимот во амбасадата на САД во Скопје и јас ќе работиме за да ја помогнеме на Северна Македонија на овој пат и да создаваме нови можности за напредок преку наша соработка и програми за размена, мировниот корпус и мисијата на УСАИД. Сакаме да продолжиме со придонес кон вашата позитивна иднина. Гоце Делчев би требало да не обединува, а не да не разделува, изјави бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева во интервју за БТВ. На прашањето чиј е Гоце Делчев, на Бугарија или на Македонија, министерката рече дека Гоце Делчев е заеднички. Имаме заедничка историја, така вели и договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу двете држави. Она што сака да го каже Бугарија во овој договор е вистината. Гоце Делчев е бугарин, истакнат револуционер, еден од најважните фигури и за нив кој се борел за автономијата на Македонија. Не гледам што толку се караме за него, би требало оваа личност да не обединува, а не да не разделува, рече Захариева. Таа односите со премиерот Зоран Заев ги оцени како добри, но рече дека потребно е да се изоди уште од патот кон заедничката доверба, истакнувајќи дека сепак знаците и почетоците не се лоши. СВР Струмица поднесе кривична пријава против 3 лица: љп 37 од Радовиш, ЦЛ 62 од Радовишкото село Ораовица и ЈВ 58 од Радовиш, кои со злоупотреба на службената положба и овластување го оштетиле буџетот на јавното претпријатие Македонски шуми за 4.609.482 денари. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи во текот на 2015 година, прво пријавениот како директор на шумско стопанство Плачковица, Радовиш и второ пријавениот како референт за приватни шуми во наведеното правно лице, спротивно на законот за шуми, издале одобрение за сеча на правно лице од Куманово. Исто така, трето пријавениот како референт за сеча и превоз на наведеното правно лице, спротивно на законот за шуми, издал испратници за транспорт на дрвена маса на правното лице од Куманово, кое не било регистрирано во регистарот за правни лица кои вршат промет со дрва и дрвни сортименти. Со ова, пријавените му овозможиле на собственикот на правното лице од Куманово да се стекне со противправна имотна корист од 4.606.482 денари на штета на буџетот на јавното претпријатие Македонски шуми, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Бугарскиот амбасадор повикан во Српското министерство за надворешни работи. Екстремисти планирале политички убиства во Германија. Над 4700 потреси регистрирани во Калифорнија од четвртокот. Иран почнува со збогатување ураниум над нивото од договорот од 2015 година. Соединетите Американски држави бараат Германија да испрати коптени сили за борба против исламската држава во Сирија. Во продолжение вести од регионот и светот.
Српскиот министер за надворешни Ивица Дачик го повикал бугарскиот амбасадор на разговор во врска со изјавата на бугарскиот премиер Бојко Борисов дека новиот шеф на европската дипломатија Жозеп Борел треба да ги застапува интересите на Унијата, а не на Шпанија во врска со независноста на Косово. Како што имаме разбирање за прашањето за бугарскиот национален идентитет, јазикот или Гоце Делчев, исто така очекуваме разбирање за важноста на косовското прашање за српскиот народ. Затоа, оваа изјава на бугарскиот премиер не се однесува на прашањето за квотата за риболов или квалитетот на српското сирење во преговорите со Унијата, туку на прашањето за територијалниот интегритет на Србија, нагласи Дачик во изјава за Тањук. Како што истакна, ваквите изјави мора да бидат прецизни, бидејќи не е точно дека целата Европска Унија има единствен и заеднички став за независноста на Косово. Екстремистичката група Северен крст планирала серија политички убиства во цела Германија, објави медиумската група РНД. Организацијата, базирана во Мекленбург, Западна Померанија, составила список со 25.000 потенцијални жртви, политичари кои ги сметале за своји противници. Властите лани заплениле документи на кои се најдени имиња и адреси на политичари не само од провинцијата, туку и од други места, а кои имале позитивен однос кон бегалците. Основачот на организацијата Марко Г, кој е во притвор од минатиот месец, е поранешен припадник на специјалната полиција. Тој и уште 3 други лица украле муниција од депоа на полицијата. Повеќе од 4700 земјотреси ја погодија Јужна Калифорнија од четвртокот до сега, од кои најсилниот беше со 7,1 степени по Рихтеровата скала. Плото ќе продолжи да се тресе и во наредните месеци, предупредија се измолозите. Првиот силен земјотрес од 6,4 степени се случи во четвртокот, а во петокот вечерта јужниот дел на Калифорнија го погоди земјотрес од 7,1 степени. Во првиот час по овој најсилен земјотрес имаше уште 3 со јачина од повеќе од 5 степени. Научниците веруваат дека во следните 6 месеци оваа област ќе погодат повеќе од 30.000 земјотреси со магнитуда 1 или поголема. Веројатноста за земјотрес од 6 степени е 27%, па 1 или 2 такви земјотреси може да се очекуваат следната недела. Гувернерот на Калифорнија Гевин Вести објави вонредна состојба во јужниот дел на сојузната држава што претрпе значителна штета. Иран одбројува часови до надминување на нивото на збогатен ураниум според нуклеарниот договор од 2015 година од 36,67%, што е доволно за генерирање електрична енергија, но далеку под 90% потребни за нуклеарно оружје. Како што соопшти Техеран, поради враќањето на санкциите од САД, ќе продолжи да ги намалува своите обврски од договорот на секои 60 дена, но вратата на дипломатијата останува отворена. Висок ирански представник информира дека по соборувањето на американскиот дрон во Персискиот залив минатиот месец, САД го предупредиле Иран дека ќе извршат ограничен удар. Во меѓувреме, францускиот претседател Емануел Макрон по телефон се слушнал со иранскиот колега Хасан Рохани во обид да го врати диалогот и да ги намали тензиите. САД побара од Германија да помогне во борбата против остатоците од исламска држава со копнени сили кои ќе им помогнат на курдските сиријски демократски сили во североисточна Сирија. Специјалниот представник на Вашингтон за Сирија, Джеймс Джефри, побарал од Бундесверот да прати инструктори, логистички експерти и техничари да заменат делумно американски војници, а очекува одговор до крајот на месецот. Вашингтон се обидува да добие поддршка од над 80 сојузници во антиџихадистичката коалиција, додека американските војници се повлекуваат. Германија поддржуваше коалицијата со разузнавачки авиони Торнадо, авиони за полнење во воздух и обука на припадници на сириските демократски сили на територијата на Ирак. Вестите од светот беа и последните информации во ова информативно издание. Следните вести се во 16 часот. Во меѓувреме можете да се информирате на нашата веб страница 1tv.mk. Секако, она што следува се информациите за тоа какво време не очекува во наредниот период, а ги подготви колегата Славчо Поповски. Останете со нас и имајте пријатен ден.